Здраво на сите. Се надевам дека сте во добро расположение, дека сте удобно сместени затоа што време да започнеме со денешното издание на Листа за 300. Сега го квиз кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Надпреварувачите се подготвени, кабините се подготвени, темите чекаат, што значи време е да започнеме, а започнуваме стандардно со запознавање на надпреварувачките парови. Прво, ќе ги повикам домакините, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз, а тоа се Далибор и Златко. Повелете. Здраво, Далибор, здраво. Здраво. Како сте? Добро. Мора да признам дека сум супер. Вие како сте? Супер. И ние одлично, малце потешки, побогат. Да, за 500 евра, знам. Шубаво така. Сакам да сум на ваше место. Да се смениме. Да се смениме. Ама да не треба да одговарам, туку само или со таблето да ме пушта да одговарам. Тоа не е убаво. Супер, и пак е за 50 евра нешто стои. Ќе утнам работата, гарант погрешно ќе прочитам нешто. Ќе прочитам погрешно. Да, не запоја, гарант. Ќе ми отиде на друга тема и ќе тропнам некоја глупост. За денеска расположени за игра? Да. Како се одморивте? Да. Освеживте ова знаењето и такви работи, вие се освеживте? Да. Супер. Денеска ве чека повторно тешка задача. Имате добро познати противници во, барем кога станува збор за Листа за 300, биле неколку пати до сега, имаат успеси доста големи, значи ќе биде дерби. Да, вистинско дерби ќе биде денеска. Ако сте подготвени, ако немате што да додадете, би ве оставил да се концентрирате секако во вашата домакинска кабина. Повелете. Па. А секако тука во нашето студио се и нивните противници. Добро познат надпреварувачки пар, барем за оние кои што следат низ годиниве Листа за 300. Да ги поздравиме Сашо и Горде. Повелете. Горде, здраво. Здраво. Како си? Сашо, здраво. Здраво, Марко. Секогаш добре дојдете, може малце понапред да дојдеме. Добре ми дојдовте повторно во Листа за 300. До сега сте биле неколку пати, нели? Ти смивале многу победи, многу помалце порази и утки, па реално правиме муабет. Да. Денеска имате интересни противници наспроти вас, исто така доста успешен надпреварувачки пар кога станува збор за Листа за 300, што значи ќе биде интересно, барем за мене. Нема слаби противници. Да, Горде, што има ке тебе ново, се случува ли нешто ново во животот или Па сега, за сега не, тоа е. тоа си е работа дома, Да, така е. Тоа е животот, До душа мене секој ден ми е нов интерес. Да, така. супер. Да. Се гледа по тебе, карактерно си Да, таков човек. карактерно, да. И јас сум таков, секогаш бараш нешто. Дури во некои работи што ги гледа, секој ден пробуваме да видиме нешто ново. малите нешта од новината, да. Така е. Така е. Се сложам. Саша, ти Ништо, нема ништо ново, све па, стварно. све по старо. Да. Тоа е тоа. Па нема повеќе да ве нема замарам, потреба, дека си да. правиме муабети и вака и така, тековно. Почувате како предизвикувачи, не ви е позната, не ви е непозната Да, секако. оваа кабина. Сега стави вентилаторче на мало во... браво. Таму кога во нозе малце да лаже. Сега немам сукња како Мерилин, ама Добре, ако победите наредната, ама да не пази да не дувне само. па не чи не ептен, да. Саша Горде, победите во предизвикувачката кабина. Далибор и Златко, односно Сашо и Горде, се во нивните надпреварувачки кабини, што значи сега треба да ги провериме дали функционираат како што треба за да си продолжиме со денешното издание на Листа за 300 без никакви проблеми. За таа цел ќе ве замолам да исклучиме домакинската кабина прво. Сашо и Горде, дали се слушаме? Да. Сега ќе исклучиме вашата кабина за да провериме кабината на Далибор и Златко, дали се слушаме домакини? Да, се слушаме. Да, одлично. Ќе започнеме во ред. Може. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на надпреварувачките кабини. Добивме зелено светло од домакините за старт, што значи започнуваме. А стандардно започнуваме со првото надавање, односно првата лицитација. А темата за истата гласи: машки презимиња на И или пак на К. Бараме машки презимиња кои почнуваат на буквите И како Индија или на К како Кина.
Имињата треба да ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод за статистика, името треба да го имаат најмалку 5 мина наши жители. Дали Борис Златко, дали не е јасна темата? Чекај, името или презимето? Презимињата, машки презимиња на И или на К. Добро. Јасно. Така, сега ќе добјазме Сашо Горде, дали не е јасна темата? Да. Сега ќе ве замолам и едните и другите да бидеме внимателни нели кога ги кажуваме презимињата, дека еве, ќе земам пример со моето презиме. Јас сум Новески, но исто така има и Новевски. Значи кога ќе ги кажувате, гледате Да потенцираме, дали ќе го кажете дали- или не, вото да биде јасно, за да не направиме некоја грешка, па после тоа нели да се љутиме едни со други. Фала ви на едните и на другите, а знаете, драги гледачи, дека први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи. Во таа улога се моментално Сашо и Горде. Ќе ве замолам да исклучиме домакинската кабина. Сашо и Горде, кога ќе имате понуда, кажете ми. 8, 8. Стартуваме со 8. 9. 9. 11, 11. 12. 12. 24, 24. Заокружено 25. 25. 6, Едно повеќе 26. Добро, едно повеќе, Марко, 27. 7. 27. округло 30, 30. 37. 31. 2, 32. Ајде нека одговара. Да одговарат. Ајде, дали Борис Златка, толку одговарање низ емисииве, време е да одморите барем една лицитација. Сашо и Горде, вашите противници рече да ви дадат шанса вие да го отворите резултатот. Бараме машки презимиња на И и К. Кога ќе бидете подготвени, може слободно да започнете. Имаме 32 празни полиња. Ни треба 32 точни одговори. Илиевски, Илиевски. Така е. И Машки Иванов, Иванов. Така е. Ивановски, Ивановски. Така е. и со В, Ивановски. Така е. Илиевски со Ј, Илиевски. Така е. Икономов, Икономов. Така е. Идризи, Идризи. Така е. Исени, Исени. Така е. Карамфиловски, Карамфиловски. Така е. Илич, Илич. Илик. Илик. Костич, 10 точен одговор, како? Костич, Костич. Костик, точен одговор. Костовски, Костовски, Костовски. Така е. и без В, Костоски. Така е. Крстев, Крстев.
Точен одговор. Крстевски Крстевски. Така е. и Безва. Крстески. Има и крстики. Крстески, само момент. Така е. И како рековме? Крстики. Крстик. Точен одговор. Костадинов. Костадинов. Точно. Костадиновски Костадиновски. Точен одговор. и Безва. Костадиновски. Така е. Колевски Колевски. Така е. Коневски и Безва. Првото со В? Да. Коневски. Така е, и пота рековме Конески. Да. Блаже Коневски. Така е. Куновски и Куноски. Куновски. И Куноски. Така е, и Куноски. Куноски само 20 во Македонија, ама доволно да е точен одговор. Тоа бараме ние. Така е. Кралевски. Кралевски. Одна Марко Крале лозат. Уште колку имаме? Кралевски само 17. Точен одговор. Калајджиевски. Имате уште 6. Калајджиевски. Така е, Калајджиевски. Уште колку имаме? Уште ќе му дојде 5. Има Кралев. Кралев. Струми за еден куп ги има Кралев. Кралев. Така е, точен одговор. Кочовски. Кочовски. Така е, Кочовски без В. Кочовски. Кочовски, ако е точен, имаме 30 точни одговори, ќе ни останат само уште 2 и Само да така е, размислиш, да. нема проблем. Калајджиски рековме? Калајджиски не. Дали има колку не? Има го Штип, има еден куп Калајджиски. Калајджиски. Така е. И Караджовски. Караджовски. Имам другарче што се презива Караджовски, Душан Караджовски, брат ми, голем поздрав до него, да е жив и здрав. Има Козаров, Кондовски. Кондовски. Да, ги има Караджовски, точен одговор, туци, што тук им донесе поен на Сашо и на Горде, односно да не се лажиме Сашо и Горде, сами си го донеса поенот. Одлично одиграно, без застанување, што се вика 32 или 31, колку и да бе, 32 точни машки, точни презимиња, машки презимиња на И или пак на К. Значи, првиот поен е кај вас, но не можеме да се опуштаме, затоа што имаме уште една лицитација за играње. Далибор и Златко, добро одиграно, немам замерки. Храбро беше 32 надавања. Но кога почна да сватив дека има многу варијации на презимињата на овие две букви, дека има и повеќе од доволно да се кажат.
Сега, драги гледачи, да прочитам уште мал дел на од оние машки презимиња на И или К и потоа да се префрлиме веднаш на второто надавање. Тука имаме Ибраимов, Ибраимовски, Ибраими, Идризи, Идризов, Изети, потоа Икономов, Икономовски, Илков, Илковски, Илковски, Имери, Истатов, Камчев, Карајанов, Караманов, Ковачев, Ковачевич, Ковачевски, потоа Котевски, Коцев, Крстич и така натаму. А сега, драги гледачи, како што реков, време е да се префрлиме на втората лицитација која што многу им значи на Далибор и Златко, дали ќе се вратат така речено од мртвите или ќе треба да си заминат дома. Затоа да не должам повеќе, темата за втората лицитација гласи: држави со најмногу корисници на интернет. Бараме имиња на суверени држави од целиот свет кои имаат над 5 милиони интернет корисници. Некои држави имаат и 95% од населението корисници на интернет. Некои немаат ни 20%. Се разбира, за да имаат над 5 милиони корисници, треба да имаат најмалку и толку жители. Јас би ве советувал да одиде по нека логика на нештата, да не брзате. Можеме слободно да заклучиме дека Македонија не може да се најде на оваа листа, немаме ни доволно број на жители, камоли на корисници. Дали Борис Златко, дали не е јасна темата? Да. Одлично, Сашо и Горде, дали не е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека при втората лицитација први со надавање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Далибор и Златко. Ке ве замолам да исклучиме предизвикувачката кабина. Далибор и Златко, кога ќе имате понуда, кажете ни ја. 20. Започнуваме со 20. Колку? 20. И 2. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 27. 29. 29. 30. 30. И 1. 31. 41 е последната? 31. 31. Да. Далеко отиде. Да. 32. 32. Да одговарат? Дали Борис Златко, сега ќе имате вие шанса да си го повратите поеното, односно да го изначите резултатот, како што рековме, бараме држави со најмногу корисници на интернет. Бидете внимателни, времето е наклонето на ваша страна. Кога ќе бидете подготвени за почет? Ајде, сад. Соединетите американски држави. Грешен одговор. Не, точен одговор. Не бе, Северна Кореја. Да, а на тоа мислеше, извини. Точен одговор. Канада. Канада. Па ако прочиташ на нивните, што се овакво... Има 100%. Да, 100% интернет има, така. Да. Така е точен одговор. Сигурно имаат интернет. Да. Добро. Мексико. Мексико. Така е. Добро. Бразил. Бразил. Така е. Бразил е меѓу првите 5. Аргентина. Аргентина. Аргентина 5 точен одговор. Али не добро. Германија. Германија. Така е. Обединето кралство. Обединето кралство. Интересно е, за Обединетото кралство, нели, се движат некаде околу 65 милиони со население. Има дури 97% од населението корисници на интернет. Значи, старо и младо се користи. Тие 3% најверојатно не се заведени, умрени се. Сега не се пишани. Така е точен одговор. Франција. Франција.
Така е. Шпанија. Шпанија. Така е, точен одговор. Португалија. Португалија. Така е. Италија. Италија. Така е. Полска. Полска. Така е. Украина. Украина. Така е. Шведска. Шведска. Ериксон. Шведска Ериксон. Така е, точен одговор. Добро. Малце жители имаат, ама и они голем процент на корисници, така. Ајде Јапонија. Јапонија. Така е, точен одговор. Русија. Русија. Точно. Кина. Тие не ја кажат на големи таа. Кина. Кина е интересно што има нели повеќе од милиарда жители, а 70% од населението веќе користат интернет. Па сега веќе милиони се тоа. Дали ја кажавме Индија? Индија, мислам дека не ја кажавме, не. Добро, Индија. Индија е интересно што со околу 800 милиони, сега веќе милиарда се скоро, но околу 50% се движи Голема земја се. Да, процентот на население кој што користи интернет. Добро. Точен одговор? Австралија. Австралија. За 19 точни одговори, така е. Тоа јас да питам, да консултирам. Уште 3. Уште 13. 13, уште 3. Добро. Чекај, Полска ја кажа, добро. Тоа не знам колку жители имаат, ја не се толку голем. Едно за што 50% не користат ли интернет? Да, ајде. Австрија. Австрија. Така, Австрија се наоѓа на оваа листа. Турција. Турција. Па би требало нели да огромни се така да... Така е точен одговор. Јужноафриканска република. Јужноафриканска република, скратено ЈАР. Еве, ја гледам тука веднаш на листата, така е точен одговор. Египет. Има интернет во Египет. Ама колку користи, тоа е големата населението, кој се голем. Да, знам керка ми дошли на интернет. Очевидно користат. Сигурно. Голема земја. Ајде, Ајде, Египет. Египет. Туризам, ова, она мора да има. Да, ама не знам дали сте имале шанса Египет да одите. Ја во една прилика бев и отидовме дали со овие бедуини таму да вечераме. Иначе во Египет 70% од населението користи интернет и тоа ми беше муаветот. Отидовме дали со овие бедуини во сред пустина и најнаш доаѓаш и на шаторот, сателитска антена, внатре интернет, седи компјутер, телевизор подобар од ти дома што имаш. Чекај нели во пустина до камели јават овие. Ама друга е сликата веќе. Така Египет е точен одговор. 23. Холандија. Холандија. Холандија, 24 точен одговор. Белгија. Белгија. Така е.
А кажи ми, дали ја кажавме Португалија? Да, ја кажам. Да, ја кажавте Португалија. Добро. Ајде, одиме со Норвешка. Ајде со Норвешка. За Норвешка има многу интересен податок. Норвешка има само 5,1 милион жители. Но на ваша среќа, дури 95-6% од населението користи интернет и бројката е нешто над 5 милиони корисници. Да, тоа е она интересна информација за Норвешка, едни од земјите кои што имаат најмногу корисници од населението на интернет. Да, најголем процент. Тука се уште нели само Обединетото кралство е пред нив со 97%. Чекај, Грција ја кажавме? Не. Ајде, Мароко. Мароко. Така е, Мароко е точен одговор. Добро. Ајде, одиме со... Ајде, Алжир. 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 Точен одговор. А Саудиска Арабија? Саудиска Арабија. Као да нема така се едни од најбогатите земји на планетава, Саудиска Арабија точен одговор. Ајде, една од најмодерните во вооружување Израел. Израел. Ја не знам колку жители има, ама... Па Израел мислам дека се околу 8 милиони. Територијално се нешто, тука сме, како Македонија се по територија. Погусто населени. Да, многу погусто населени и мислам дека околу 8 милиона беа така. Израел точен одговор уште 2. Србија. Ајмо, брате, ајмо. Ајмо, брате. Ајмо, брате, Србија. Нормално да Србија има. Србија исто така се наоѓа на оваа листа. Има повеќе од 5 милиони корисници на интернет, како што рекоме, стана за земја која што има и 10 милиони 11 колку се таму. Во секој случај точен одговор и 32-иот. Унгарија. Унгарија. Мала е таа, можда нема толку жители. Унгарија, да, малечка земја. Имаме барем еден човек таму да се допишуваме са. Унгарија, 32 точен одговор за Далибор и Златко, што значи, драги гледачи, на моје огромно задоволство. Пеналите ќе бидат одлучувачкиот фактор и во денешното издание на Листа за 300. Честитки до Далибор и Златко, Сашо и Горде, уште малце можеби да нададевме, ќе ги фатевме на кондиција, го гледав сатот, има уште една минутка буквално да искористат, после ќе ги фатев на тензија, ќе морав да почнам да им бројам, но тоа е што е. Да. Не ви е непозната оваа ситуација, ќе играме пенали, за мене најинтересниот дел во Листа за 300. Но пред да ви ја соопштам темата за пеналите, да ги прочитаме оние, нели, држави со најмногу корисници на интернет. Еве, Демократска република Конго има 7 милиони корисници, но тоа е само 7% од населението, затоа што има 96 милиони жители. Пак кога ќе видиме, многу малце од луѓето користат интернет таму. Додека пак во Јужна Кореја со 65 милиони жители, дури 96% од населението користи интернет. Па тука ги имаме, еве ги Белорусија, ја спомнавте, Венецуела, Виетнам, Гватемала, Грција и така Бугарија? натаму. Бугарија не е. Бугарија не е. Ве слушав кога кажавте, само сикам да не ја кажете Бугарија, да не отиде работава. Со ова, драги гледачи, го завршуваме овој дел и се селиме на пеналите. А темата за денешните пенали гласи:
Филмови со актерките Джулија Робертс или Мерил Стрип. Извор сајтот на ИМДБ. Ги бараме насловите на филмовите во кои играле актерките Джулија Робертс или Мерил Стрип. Доколку двете играле во ист филм, тој филм можете да го кажете само еднаш. Дали Борис Златко, дали не е јасна темата? Ги знаеме овие две актерки. Да. Така, добро. Саши Горта, дали не е јасна темата? Филмови од Мерил Стрип и Джулија Робертс, Да, така? да. Со нив. Со нив. Знаете, драги гледачи, дека на пенали први почнуваат со одговарање тековните предизвикувачи. Таа улога денес им припадна на Сашо и Горде. Внимавајте, кабините се вклучени во текот на целата игра, што значи можете да се чуете меѓусебно. Одговараме напоредно едните па другите, се додека некој не погреши. А сега, Сашо и Горде, да го слушам првиот одговор. Ајде, невестата бегалка. Невестата бегалка. Да не се лажам, тоа беше филм со Джулија Робертс. И така е точен одговор. Pretty Woman. Pretty Woman или Убава жена, Убава жена. Убава девојка. каде О, што прилично. му е партнерка на Ричард Гир, Джулија Робертс, еден култен филм, Челични магнолии. Челични магнолии. Исто со Джулија Робертс. Така, исто филм со Джулија Робертс. И точен одговор. Случајот Пеликан. Случајот Пеликан. Тоа беше нешто со адвокати кога е така. Да, ми текна многу интересен филм. Досието Пеликан, така е. Случајот Пеликан, се едно. Случајот Досие Пеликан. Ерин Броковиќ. Ерин Броковиќ. Исто така многу добар филм со Джулија Робертс. Препорачувам кој не го гледа да го гледа. И точен одговор. Ерин Броковиќ. Мора да побрзаме. Дали Борис Златко? Ајде, мислам дека, ама не сум сигурен, Дивата река со Мерил Стрип. Дивата река со Мерил Стрип. Браво, Златко, така е. Дивата река, филм со Мерил Стрип. Уште еден точен одговор за вас. Крамер против Крамер. Крамер против Крамер. Се годиме со Мерил Стрип филмови. Крамер против Крамер. Точен одговор за Сашо и Горде. Како се беше? Сега го гледам. Морам да бројам. 5, 4, 3, 2. Сега не знам, не сум сигурен дали Еден. беше штитеник или адвокат, сега не се сеќам. Кажи, кој е? Кажи нешто. Кажи нешто, ајде. Ајде, адвокат, ајде. Адвокат. Ама нема таков филм, ајде. Ке видиме, чекај да видим. Не, Адвокат. не знам, со детето беше. Го знам филмот, ама не знам како се викаш. Нема. Нема, многу ми е жал, дали Борис Златко. Нема таков филм, супер ви тргна, одлично се вративте, но за жал оваа тема не ни легна баш онака како претходните минатите, но како и да е. Мислам дека имавте одлични неколку партии тука во листа за 300. Можеме поголема парична награда да имаме од ова што имаме, но сепак, севкупната сума е 500 евра, ако не се лажам. Имавме 4 одлични учества, мораше да дојде и до овој ден, за жал. Знаете и самите дека едва чекам повторно да се пријавите и повторно да се дружиме во листа за 300. Секако. Но за жал сега морам да ви кажам чао. Честитки за победата, сега за кратко ќе се дружиме тука и на Елени главната. има Софиин избор и така Така, еве сега сакам да ги прочитам кој ќе им текне, ги имаме тука 12 мината на Ocean. Потоа досието Пеликан кажавме 11 мина на Ocean. Па Кука, Майкл Колинс, добро, Макија, мексиканецот, каде што настапува со Бред Пит заедно. Кој ги имаме свадбата на мојот најдобар пријател и така, натаму ова се филмови со Джулија Робертс. Додека пак Мерил Стрип,
Имаме во вештачка интелигенција, потоа ѓаволот носи Прада, Железната леди, изборот на Софија, часови и така натаму. А сега, драги гледачи, ги повикувам Сашо и Горде да ми се придружат тука на главната сцена за да ги соочам со темата од нашата листа. А што ќе направат, останува да видиме во продолжение. Затоа, останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Сашо и Горде ми се придружија тука на главната сцена, не им е непозната оваа позиција, ми имаат и претходно зимано пари, но еве им денеска уште една шанса, уште толку да ме соголите, што би рекле. Имам интересна тема, мислам дека нема да ви биде вас некој поголем проблем, ама ај нели да не зборам пред Драка, но пред да ви ја кажам на брзинка да се подсетиме како стоат работите со нашата листа, која е составена од 15 празни полиња, кои што треба да ги испишеме со точни одговори за да освоиме максималната сума. Во меѓувреме за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 100 евра, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 си заминувате со 300 евра од нашето студио. А сега, дали сте подготвени? Да. Се надевам дека сте подготвени и вие, драги гледачи. Денеска го тестираме нашето знаење на тема. Главни градови во Европа помали од Скопје по број на жители. Бараме имиња на главни градови на признати држави од Европа кои имаат помалку жители од нашиот главен град Скопје. Се признаваат и оние кои се сметаат за град држава. Значи, ајде грубо да кажеме, нели Скопје по последниот колку беше 600.000 жители, значи Под пола милион. да, ајде, нека биде пола милион така. Но и да бидете во ситуација за некој град да кажете кој што е тука некаде со Скопје, не се кирете, ќе го признаеме. Ја тука имам 19 градови извадено, кои што мислам и дека Ајде да се почнеме. тие. Ајде. Сан Марино. Сан Марино. Така е. Андора. Андора Лавела. Да. Така е. Вадо. И На Лихтенштейн. Вадо. Вадут. Така. Точен одговор и 50 евра за вас. Одиме, значи, понатаму одма. Луксембург. Луксембург. Лавалета. Само момент. Така е, потоа како... Подгорица. После Луксембург кажа уште некој или... Лавалета. 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 Малта. Така, или Валета. Океј. Точно. И Подгорица. Подгорица. Главниот град на Црнагора. И за 100 евра Подгорица е точен одговор. Честитки. Благодарам. Да видиме вака. Кој имаме уште? Колку се 19? 19 се се вкупна, тука бараме 15. нели? Не, добро мислам. Да, 19. Се. Кој станува да видиме? Добро, таа, знам, уште два. Слободно зборувајте си гласно, не се... Чекај. Ајде, да. Лјубљана. Лјубљана. Одиме понатаму, значи. Лјубљана. Точен одговор. Никозија. Никозија. Таки. Точен одговор. Која има мала држава, мора да има уште нека. Не од мене една мала помош. Та има една верска држава, буквално. Ватикан. Ватикан, да. Ето од мене Да, една. мислеме дали се Да, затоа кажа, па видов дека размислувате натаму, се двуми да викам ајде, да знаеме барем на што сме. Ватикан за 150 евра, точен одговор. Не се ни сомнам дека знаевте, чисто да ги поставиме рамките кај се. Чекайте да видиме што имаме. Луценски дана. Рати пола мијета. Осло, како се во Скандинавија, Осло, Копенхаген. А ти ми колку беше 5 милиона? Па ја мислам дека тие се поголеми сите, дека поголемиот дел од населението е сконцентрирано. Да, ја тоа мислам. Чекај, кој има тука на Република Ирска, кој е главната? Не на Северна, на Република. Белфаст беше ваму беше
не ми се брути. Даблин. Даблин. Ама не, ја мислам дека не. Даблин нема. Голем да Ама не. не ема. Нема. Не ема. А Рејкјавик е сигурно тука. Рејкјавик, а Тирана? Не знам за Тирана колкава е. Што се одлучивме, Саши Горде? Што правиме? Рејкјавик, Тирана и кој више една, ајде. Мораме да одлучиме веќе. Ајде. Ајде, добро, не знам почеток. Доста Рејкјавик е сигурно, знам. Така е Рејкјавик, само Тирана. момент ми избега. И Тирана е. Тирана. Така, и тука ми е криво што не ви текна на Монако, можевте да ги Не, ја мислев дека го кажа. Град држава, да. Да, затоа ви кажам, Може ги имаме да се пее, се пее. Сараево исто на оваа листа. Си мислевме за Сараево. Еве сега ќе ги прочитам оние 19, абе како и да е 150 евра ми сделате Да, честитки. да, Не да. знам. А вака ги имаме тука. Андора, Лавела, Берн, Братислава, Вадуц, Валета, Ватикан, Вилнус, Кишинев, Луксембург, Лјубљана, Монако, Никозија, Подгорица, Рејкјавик, Рига, Сан Марино, Сараево, Талин Не, и Тирана. прибалтичките ги заборав, иначе те кажев еден гарант. Сашо Игоре, Тие ги супер, заборав. Сега одигравте. друг пат. Да, наредната емисија си обезбедив учество за следното издание на листа за 300 и со ова, драги гледачи, го завршуваме денешното издание на нашиот квиз. Успеа Горди Сашо да ми зема 150 евра во еден трилер надпревар со своите противници, односно домакините до пред малку. А сега не ми останува ништо друго, освен да ве поздравам, да ви посегам да имате прекрасен остаток од вечерта, да останете со програмата на телевизија Сител и никако да не заборавите. Ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!